Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Уште една вечер, уште една емисија посветена на живиот Бог. Се разбира за славата Негова. А за наша радост и за наша подкрепа, за наше духовно развојување во верата која што ја имаме во живиот Бог. Почитувани слушатели, сакам на вистина да ве поздравам од се срце и да ви посакам Божи благослов. Исто така, мојата молитва е да на вистина оваа слово, кое е инспирирано преку Духот Свети, Библијата, која е Божи збор, на вистина, додека ја слушате емисијата Гласот на вистината, додека го слушате зборот Божи, да тој збор најде место во вашите животи, се разбира во вашето срце и го трансформира вашиот живот. Почитувани, ако имате прашања, можете слободно да прашате, да напишете, да се јавите. Ако ви е потребен Нов Завет, Библија или некоја друга христијанска литература, тука сме да ви помогнеме и за тоа нешто. Јавете се слободно на мојот мобилен телефон 075 648 755. Побарајте ме кога и да се јавите, тука сум. Доколку имате прашања, сакате да разговарате, тука сум да можеме на вистина да споделиме она што е запишано во Светото Писмо. Зборуваме за Библијата. Дали Библијата се уште актуелна? Видовме и еве се уште разговараме по тоа прашање. Посветени повеќе од 20 емисии на оваа прашање. Дали Библијата е се уште актуелна? Иако е најстарата книга во светот, но дали Библијата е се уште актуелна? Зошто таа е напишана? Која беше Божјата мисла и цел да се напиши Светото Писмо? Се надевам дека во сите овие емисии посветени на оваа прашање, од прилика 25, можеби 26 емисии кои што се досега емитувани, верувам дека дадоа одговор на вашите прашања. Зошто Библијата е напишана? Која е целта на Библијата? Почитувани слушатели, оваа вечер ќе зборуваме за падот на човекот, ќе зборуваме за гревот и ќе видиме, ќе откријаме преку Писмото Божјо дека Бог не го крие гревот и дека тој нема ништо заедничко со гревот. Напротив, Бог го открива гревот и ја казнува, се разбира, непослушноста. Но како што реков, оваа вечер ќе зборуваме токму по оваа прашање. Еве зошто е напишана Библијата. Можеби луѓето размислуваат дека некои одредени нешта кои се многу битни и многу важни, а ние всушност преку оваа емисија зборуваме точно за многу битни и многу важни теми, за многу битни и многу важни прашања. Кој е Бог? Шо е Бог? Што е по дефиниција Бог? Како тој се декларира? Како тој нас не гледа? Што тој сака од нас? Која е Божјата воља за нас? За тоа зборуваме. Затоа што Библијата и тоа нам, се разбира, ни го открива. Зошто е напишана Библијата? Видовме во изминатите емисии дека Библијата е напишана со цел да го запознаеме Бог, да го запознаеме нашиот небесен татко, да откријаме преку Божјото Слово дека ние сме создадени од Бога, ние сме креирани од Божјата рака, дека човекот не е создаден со зборот Божи, дека Бог е тој кој го креирал со својата рака и го поставил да биде господар над се што тој создаде на овој свет.
да биде круна на Божјето создание, да биде образ на невидливиот сушност на Бог, да биде Божја, се разбира, слика. Видовме дека исто така, дека Бог е тој кој го создал човекот, како круна на сите своји созданија. Видовме како Бог совршено, перфектно ја создава жената од реброто на мажот. И видовме со зошто го надополнува, се разбира, мажот. Потоа, можеби, следуваат некои одредени прашања, зошто токму Бог ја создал жената преку реброто, не преку нозите или преку главата на мажот. Зошто точно Бог ја создал жената преку реброто? Почитувани, затоа што реброто е всушност најблиску до срцето, за да може најмногу, се разбира, да ја сака и да ја има во своето срце. Видовме, зборуваме за најстарата институција, тоа е бракот. Изборувавме за сексуалниот живот, се разбира, во брак. Потоа зборувавме дека Адам е креиран и создаден од земја, потоа Ева е создадена од реброто на мажот, меѓутоа Каин и Авел се создадени, нели, или родени. Ова вечер ќе зборуваме, преку Библијата го гледаме и разбираме падот на човекот, гревот, односно ја гледаме непослушноста. Но пред тоа Бог го предупредува човекот. Или пред се ќе зборуваме за Божјото предупредување, дека Бог сепак го предупредува човекот. Еве ќе отвориме во првата книга на Мојсей, книгата Берешит, втората глава, и ќе го прочитаме 16 и 17 стих. Бог го предупредува човекот, како што денеска таткото го предупредува својот син или својата ќерка. И еве што ни е таму запишено во Словото Господово. И му заповеда Господ Бог на човекот велејки: од секое дрво на градината можеш да јадеш, освен од дрвото на запознавање добро и зло. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него и ќе умреш. Еве го гледаме овој Божи систем од самиот почеток, откако Бог го создаде човекот. Внимавајте, почитувани слушатели. Сакам да ви откриам поточно, самото Свето писмо ви открива една многу битна и многу важна работа. Покрај тоа што го гледаме Божјето предупредување, како систем, вкупно цел систем кој зборува, или Божи систем кој зборува ни целото Свето писмо, па дури денеска и нам ни зборува во срцето, Бог, се разбира, не предупредува. Но исто така овде го предупредува Адам, се уште не е создадена Ева, или првата жена на овој свет, која стана мајка на сите други, се разбира, жени. Бог го предупредува човекот: во кој ден ќе вкусиш и во него, во истиот ден, и ќе умреш. Значи, Бог е тој кој го предупредува човекот. Не останува пасивен, незаинтересиран или да го остави самиот човек да се бори самиот со себе си. Туку Бог сака да го заштити и од таа цел Бог го предупредува човекот. Почитувани слушатели, како што реков, ова е Божи систем. Бог го предупредува човекот и денеска. Бог не се менува, Бог ништо не е поразличен од тоа што го предупреди Адам пред многу илјади години наназад. Денеска Бог те предупредува тебе и мене, се разбира, преку емисијата Гласот на вистината или преку неговото, се разбира, Слово Божјо, кое е инспирирано преку Духот Свети. Бог го предупреди првиот човек Адам и Ева. Бог те предупредива тебе и мене од тоа што допрва треба да дојде на земјата, од тоа што допрва треба да се случи на оваа земја. И за тоа ни зборува Библијата, дека многу нешта треба да се случат во овој свет.
Како што реков, преку Библијата го гледаме и разбираме падот на човекот, гревот или непослушноста. Меѓутоа, пред се Бог го предупредува човекот. Ние го гледаме преку Светото писмо Божјото предупредување. Второ, она што е исто така многу важно, лукавоста и измамата. Нели, почитувани слушатели, е многу забавно и многу интересно да зборуваме исклучително за овие прашања. Ние зборуваме за потеклото, од каде доаѓа непослушноста, од каде падот на човекот, за гревот, за лукавоста и измамата. Потоа ќе зборуваме, се разбира, и за лагата, од каде произлегува, се разбира, лагата. Но реков, сега ќе видиме од каде произлегува лукавоста или измамата. Еве ќе отвориме во првата книга на Мојсей, 3 глава, ќе го прочитаме првиот стих. Значи, Создание, 3 глава, првиот стих. И еве што вели Словото Господово. Но земјата беше полукава, поточно змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог. Па и рече на жената, вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? Внимавајте, змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог. Интересна работа. Змијата беше полукава. Ја гледаме за прв пат лукавоста на овој, се разбира, свет. Од каде доаѓа лукавоста? Од каде доаѓа, се разбира, измамата на овој свет? Потоа ќе го прочитаме 4 стих. Ќе ја видиме и лагата. Покрај тоа што го гледаме Божјото предупредување, лукавоста, измамата, сега ќе ја видиме лагата. И еве таму што вели, тоаш ка змијата и рече на жената, нема да умрете. Внимавајте, тогаш змијата и рече на жената, нема да умрете. Почитувани слушатели, Бог го предупредува човекот во кој ден ќе вкуси, во тој исти ден и ќе умре. Овде веќе гледаме како ѓаволот, како змијата, едноставно вели нема да умрете. Всушност, ѓаволот Бог го прави лажец. Всушност тој лажи. Тој потребува лага. Ние подоцна ќе видиме на колку години умре Адам. И Библијата и за тоа ни зборува, се разбира, ни открива. Значи, ево уште еднаш ќе го прочитам стихот. Тогаш ка змијата и рече на жената, нема да умрете. Почитувани слушатели, она што сакам само да напоменам, кога зборуваме за лагата, лукавоста, измамата, од каде потекнуваат, се разбира дека не потекнуваат од самата змија која е создадена од Господ Бог. Туку дека ѓаволот ја искористи, всушност таа дозволи да биде искористена. И ние малку подоцна ќе се позанимаваме што Господ изборува или како Бог ја проколнува змијата. Ние немаме податоци во каква форма била во почетокот змијата. Но потоа Бог ја проколнува и кажува каква треба, нели, да биде. Ако зборуваме за формата на змијата, тогаш ние можеме само да си препоставуваме, но немаме библиски докази за сето тоа. Каква била змијата во оваа првобитна состојба. Но факт е дека од сите зверови полски, кои Бог ги создаде на овој свет, змијата дозволила да биде искористена. Всушност, ѓаволот да го облечи незиното тело и да ја измами или да го измами човекот. Всушност, да ја измами првата жена, Ева. Значи, еве, гледаме од каде потекнува, се разбира, лукавоста, измамата, лагата.
Кога зборуваме за лагата, кога зборуваме за лукавоста, тоа е всушност подмолноста. Често пати и Библијата за тоа зборува. И кога ќе читаме од писмото, откриваме нешта кои Господ ги мрази. Едно од овие нешта точно Господ ја мрази лукавоста или измамата. За жал, денеска човекот во таа насока се движи. Да биде лукав, да биде тој кој ќе измамува или преварува, и потоа денеска човекот најмногу се служи со лагата. Всушност, многу често пати велиме не излажев, меѓутоа мораше да се снајдам. Но лагата е лага. Библијата вели дека татко на лагата е ѓаволот. Значи, од каде потекнува лукавоста, измамата, лагата? Потекнува, се разбира, од ѓаволот. Но ние ќе зборуваме во наредната емисија од каде потекнува гревот, каде ние го гледаме гревот, на земјата или на небото, каде е содаден првиот грев, од каде такви информации, од каде може да потекнува лагата, од каде може да потекнува измамата, непослушноста и сите овие нешта во кои што денеска за жал човекот нели се движи. Затоа, до тогаш имајте благословена и убава вечер и Господ нека биде, се разбира, со вас. Наредната емисија ќе зборуваме за распознавање на доброто и злото, за љубопитноста, непослушноста, за срамот, за голотијата, за казната поради непослушноста или поради гревот. Затоа до тогаш имајте убава и благословена вечер и се разбира, Господ нека биде со сите вас. Пријатно.